Добро утро. Се вклучуваме од градскиот парк, а оваа локација избравме намерно затоа што во недела на популарната школка тука ќе се случува интересен настан, односно ќе се одбележи националниот Lions ден од 10:30 до 14:30 часот. Сега за оние кои што се помалку упатени, што се значи тоа, ќе зборуваме денеска со Весна Пацановска и Хари Куцев. Добро утро и добро дојдовте во утрински брифинг. Добро утро, добро ве најдовме. Да, добро утро. Добро гледачите ве. Еве ќе почнеме најнапред од поводот, зошто сме денеска тука и зошто е важно сите кои што не гледаат да дојдат во недела во градскиот парк. Јас ќе зборувам во име на дистриктот 132 Северна Македонија, така ни се вика нели Сојузот на Лајонс клубови. Поводот е во сушност славење на лајонизмот, поточно славење на целата наша хуманитарна работа низ годините наназад. Лајонизмот во Македонија постои 25 години, а на светско ниво постои од 1917 година. Значи нашиот дистрикт, односно сојузот на Лајонс клубовите од Северна Македонија се дел од едно огромно семејство на Лајонс клубови. Тоа е Lions Clubs International, кое, како што кажав, е оформена во 1917 година со седиште во Чикаго. Во нашата држава сме 25 години и ова е за прв пат да го организираме Националниот ден на Lions. Планот е да биде традиционален, еднаш годишно се одржува и повторно ќе нагласам славење на лајонизмот и запознавање на цивилното население, не на Lions членовите, со нашата работа, со нашите хумани дела и активности и можност да ни се приклучат доколку сакаат. Еве јас тука ќе го вклучам во разговорот и господин Хари, би го прашала, бидејќи е задолжен околу организациониот дел, да ни каже како ќе се одвива забавата, што ќе представува, дали ќе има тука хуманитарна забава, дали ќе може да се приклучат случајни минувачи, ајде се поред со се што не интересира. Да. Прво би сакал да ги поздравам гледачите на утрински брифинг и да ги поканам во недела да ни се приклучат масовно на нашиот национален Lions ден. Тој е ден на славење на лајонизмот во Македонија, во кој што клубовите кои што 12 месеци несрдечно работат во својата дејност, каде што хуманитарно помагат, еден ден да си дадат одишка и сите заедно фамилиарно со пријателите, со внуците, со децата дојдат и направиме еден пикник дружба заедничка во парк кај школка во 10:30 часот во недела сега. Славењето на лајонизмот е насекаде низ светот, така и кај нас, и тоа е добра одишка за сите лајонсија и промоција на лајонизмот во Македонија, од друга страна. Во секој случај ќе имаме забавен дел, ќе имаме промотивен дел, ќе имаме дел кај што ќе се поделат и определени награди на заслужени Lions членови, али углавном се ангажирани, во целата програма се ангажирани членови на Lions. Дали се те од Лео членовите кои што се од подмладокот на Lions, дали се тоа од Lions членовите, така да за музички дел е, да кажеме, задолжен Лео член кој што ќе биде диџокеј. Тој диџокеј Андреј, да го пофалиме во делот на организација на музичкиот дел. На виолина ќе настапува една прекрасна дама која што е член од филхармонијата, која што е член на Lions Клуб Дарма Пламенка. Ќе учествуваат млади групи музички кои што сакат и да се промовират во тој дел. Така да ќе биде исполнета програмата, а не би биле Lions како организација кои не направиме еден мал хуманитарен дел, да секој што сака може да партиципира во делот на средства, кој што после тоа ќе договориме во која организација или каде ќе помогнеме. Мислам, тоа е целта на целиот тој дел и мене ми е баш мило што еве прва година го организираме тоа, со надеж дека тој ќе стане традиционално и секој мај ќе имаме можност, може би со вас и со другите екипи, да се гледаме на ова место и да договараме што све ќе правиме. Сигурно ќе биде така, а инаку би сакала да ве прашам колку е популарен лајонизмот кај нас во Македонија, баш затоа што еве и Хари спомена да се представи на некој начин лајонизмот, знаат ли граѓаните што всушност значи лајонизам, на кој начин функционира? Лајонизмот во Македонија е прилично распространет, значи имаме скоро во секој град имаме клуб. Ако немаме клуб, тогаш имаме некој ограно кој работи заедно со некој друг клуб. Скоро половината од клубовите се во Скопје. Имаме 30 Lions клубови и имаме 8 Лео клубови. Ние сме дистрикт 132, што значи тоа? Дистрикт значи област, бидејќи
потекнуваме од една американска организација, самото име дистрикт нели означува кај нив. Што значи тоа? За да биде еден дистрикт, потребно е да имаме барем минимум 1250 членови. Во текот на 25 години од лајонизам во Македонија поминале голем број на членови. Морам да бидам искрена дека не секој знаел во што влегува. Во суштина ние сме хуманитарна организација, меѓутоа луѓето дали од неинформираност или од било која причина влегуваат во нештото кое ќе видат дека не е тоа што го мислеле дека е, заминувале. Меѓутоа, вистинските алианси, луѓето со срце кои сакаат да помагаат, останале верни и веќе 25 години тоа го правиме на начин на кој што ние само знаеме. Има ли некој критериум во однос на тоа кој може да биде дел од членовите? Критериум немаме. Значи имаме членови од сите профили и од сите генерации, од сите професионални профили. Единствен критериум е да сакаме да помагаме, да сакаме да ја споделуваме нашата љубов и нашата среќа, бидејќи така дупло ни се враќа. Значи ни пристапуваат луѓе, учествуваат во акции, учествуваат во нашите заеднички дружби и кога го гледаат тоа заедништво, затоа што членството во Lions во сушност е едно уникатно дружење, едно уникатно пријателство, од тука произлегуваат и бизнис пријателства и излегува, завршува со една поврзаност за цел живот. Тоа е нашите бенефити, да кажам. Иначе сме една од ретките светски клубски организации каде што нашите членови, нашите функционери, значи делуваат волонтерски и не сме платени за нашата функција, за нашата работа. Така, кога станува збор за хуманитарните акции кои што ги организирате и тоа во голем број, како знаете кому да му дадете предност? Дали сами ви се обраќаат, можеби здруженија, можеби институции на кои што им е потребна ваша помош или пак вие ги пронаоѓате? Ако има повеќе, кому му давате предност? Како се одвива тоа? Луѓето и сами веќе не препознаваат, сами ни барат, ни пишуваат на мејл, ни се јавуваат по телефон. Ние сами исто ги идентификуваме каде што можеме да помогнеме. Меѓутоа, нас, лајонсите, не викаат витези на слепилото и се разбира дека секогаш имаме предност на луѓето кои имаат потреба од таа област. Иначе имаме 5 главни области на делување, значи слепило, диабет, глад, детски канцер и животна средина. Меѓутоа, секаде каде што имаме несреќи, например, помагање на младите, вложување во младите, во нивната иднина, исто така помагаме. Значи, во сите области. Така, се надевам дека ќе продолжите да помагате и понатаму и во иднина и всушност сигурна сум дека е така. Се надевам дека во недела ќе дојдат што е можно поголем број граѓани, можеби дел од нив ќе се придружат на вашите активности, па ќе зборуваме за уште поголем број на членството на Lions клубовите. Ако немате нешто да дадете, јас тука некаде ви би заблагодарила на гостувањето. Само уште еден повик. Повелете, дојдете, приклучете ни се, да се дружиме, да се запознаваме и јас се верувам дека ќе произлезе она човечкото од нас, од срцето да помагаме, затоа што така ќе ни се врати уште поубаво. И уште нешто дека мотото на лајонизмот е we serve или ние служиме, така да ние сме тука за сите хумани луѓе кои што сакаат да ни се приклучат, нека дојдат, нека видат, нека не запознаат, а нивна одлуката дали ќе ни се приклучат. Али богатството на човекот е не она што го имаш во себе, него она што ќе го поделиш и со другите. Така, тоа што си подготвен или да го поделиш со другите, ви благодарам уште еднаш. Благодарим и на вас за поканата. А градскиот парк секогаш е добра идеја за посета во овие убави пролетни денови. Во недела ќе имате плюс уште една причина да го посетите.